Цепај мајсторе. Фатиме од тука, на тивко горе на... Океј. На кај водно. Добро. И ти ја дам си од од средно водно до од Пантелеймон или од средно до Пантелеймон. Значи колава е вау, забрзуе. Воу! Така да, драги мои пријатели и пријателки, се наоѓам во првиот службен државен градски електричен автомобил. Појас. Појасот ќе го ставам не за друго, да го испочитувам законот. Иначе ова титкањево сме појаки секогаш од него. Се работи за модел Nissan, електричен автомобил, кој изгледа прилично луксузно, многу добро опремен, фул опрема, и возењето во него е мазно, а забрзувањето изгледа како Формула 1. Ке свртиме еден круг низ градската врева, па и нагоре на водно, чисто да почувствуваме како влече. Без да губиме воопшто енергија и да почувствуваме дека нешто не достига, Nissan електричниот автомобил на град Скопје дефинитивно покажува фантастични перформанси во возењето. Вистинско уживање, има тврда суспензија, што е помалку битно, но најважно е дека силата постојано ја дава. Кој што можеме да видиме, имаме уште 134 километри да возиме, што значи цел ден можеме да се утепаме од возење, и тоа по угорница на оваа потрошувачка, што значи и најголема количина, што значи можеме цел ден да се утепаме возење низ градот и да немаме никаков проблем. Одлично лежи на патот, навистина перфектен автомобил. А она што е најубаво, што еве кога се наоѓаме на планината водно, ама баш со ништо не ја загадуваме. Никакви издувни гасови, едноставно акумулаторите пунат со електрична енергија, во електромоторот и нема ништо што може да ја загади планината, градот, било што. Ова е иднината, драги мои. Не можеме ништо друго да очекуваме, освен велосипед, а ако веќе инсистирате на автомобил, шпарајте за електричен. Возам електричен автомобил, исто како да сум во безтежинска состојба. Зошто? Имаш чувство дека колата иде во лер, дека сама вози, дека не идаваш ништо. Бидејќи нема никаков звук, никаков отпор, нема навистина едно посебно чувство. И мислам дека ова за луѓе кои возат на долги патеки или долго во автомобил, ова е вистинско уживање. Ги нема вибрациите, ја нема бучавата и стварно, така, воедно со природата. Не те гризе совест дека загадуваш, а уживаш во сите благодети на цивилизацијата. Вау, коце, браво, алал да ти е за ова. Мислам дека е ова добар пример за целата наша администрација, сите службени автомобили во иднина да бидат заменети со вакво нешто и добар пример. Само си замислувам такси служба со електрични автомобили. Вау! Иднината е добра. Само паметно треба да се игра.